Во 20 часот проследете го третото издание на Дневникот за денес. Еве што ќе гледате. Земјоделските производи за зимница со високи цени на пазарот, повеќе продавачи отколку купувачи. Нов брај на мигранти во земјава, околу 3500 влегле на територијата на Македонија. Воена парада во Пекинг по повод 70 годишнината од победата над фашизмот. Пад на македонската фудбалска репрезентација на ранг листата на ФИФА. По кратка пауза започнуваме со третиот дневник на К3. Останете со нас. Добро вечер, почитувани гледачи. По 5 часа пожарникарите од Куманово успеа да изгаснат пожар кој избувна на потегот помеѓу селата Орашац и Скачковце, во местноста викана Бела вода над патот Куманово Свети Николе. Во гасењето на пожарот учествуваа 10 пожарникари со 3 противпожарни возила. Според првичните проценки во пожарот беше зафатена површина од над 30 хектари, а гореше нискостеблеста шума и сува трева, изјави командирот на територијалната противпожарна единица од Куманово Дејан Илиевски. Годинава подготовката на зимница, но пред цена добро познатиот ајвар очигледно ќе биде луксус. Црвената пиперка се продава по цена од 30 денари за килограм, додека висока цена има и везената пиперка која на зелениот пазар може да се најде за 60 до 70 денари. Вообичаениот пазарен ден беше преполн со најразлични земјоделски производи, но она што можеше да се забележи дека повеќе се присутни продавачите отколку купувачите. Подготовките за зимница веќе започна. Тезгите на пазарот преполни со земјоделски производи, а најбаран во овој период од годината секако е пиперот. Продавачите со поделени ставови. Некои велат дека цената е висока со оглед на животниот стандард и ниските приходи кои ги примаат граѓаните, но дека други сметаат дека со оглед на времето цената е солидна. Продажбата само што започна. Задоволни сме од квалитетот, но сепак нема многу купувачи. Се надеваме истата ќе се зголеми и дека нема да бидеме принудени да го продадеме поради фактот што одстоење пиперот скапува. Додаваат дека не само од пиперот, туку и на другите продукти за зимница продажбата веќе оди, но и таму се бележат повисоки цени, а она на што се жалат и макамачат се и дивите продавачи, кои како што велат им ја превземаат работата. За пиперот, доколку е прашањето, значи моментално иде 30 денара кило на кутија, мислим на пакет. А муштерите не се толку задоволни, пошто стварно нема работа и малку му изупали тие што се најпотребни ги земат, значи зимат колку му требат. Цените моментално се доста високи за нашиот стандард. Луѓето уште чекаат некое време да се намалат цените, а верувам натаму дека ќе биде подобро. Везената пиперка за нижење, моментална цена му е 60 денара. Спрема околностите како беше летово, сме задоволни, квалитетот е малку намален, но добро ќе биде, че има доволна количина да се снабдат сите граѓани. Краставчињата, овие што се стават во тегли, 40 денари, сега моментално, карфиолот 40-50, морковчињата 40 и исто така. Лута пиперка везенка е 60 до 70. Квалитет е убав, само народ нема паре, без паре, што? Пензионери, што да платят, што да купуваат. Према годишно време не е скапа. Бидејќи времето е многу топло, секој ден го вадим. Ние сме задоволни, оваа година пиперот ни е многу убав. Али не сме задоволни затоа што надвор се многу роба троши, а ми одека само плаќамо тезги и стоимо и кога дојде време пуштимо по цена одека. Мава ви 11, кад си продаде, ми одека што стоимо џабе? И тој треба да се види. Лане ги измаваше, кад почнемо да кад немаше сезона, а сега те утекна сезона, ни сви надвор продавав. Цените се доста високи во однос на нашите примања. Со плата и пензија од 150 до 200 евра не може ништо да се купи, така да оваа година ќе бидеме принудени да подготвиме многу малку зимница, затоа што зимата е долга и мора нешто да се јаде. Секој според својот джеб, се жалат купувачите. Ајварот сигурно ќе се најде на домашната трпеза, како што велат тие, ќе почекаат уште малку да падне цената, па тогаш да го приготвуваат. Не, скупо е. Пуно работа, највише пипер што е везење,
тоа е за наш джеп не е. За 10.000 плата за 150 евра, тоа е скупо, не можеш да купиш да ода. Еве зимница, што ќе направиш со 30 дена, 35 пипер црвен? Скупо е. Ќе подготвувате ли вие нешто оваа зима? Па, по нешто мора да се једе. Што ќе гледаш нешто што можеш поевтино, спрема свој джеп? Како не, све, зимница, сладко, благо, све се прави сега. Видовте ли колку е цената на пиперот? 30 денари за килограм. Све е скапо, и пипер, и патлиџани, и компир, и граф, све е скапо. Пензije мале и така. Сиромашки ќе тераме нека. Што ќе подготвувате вие ова зима? Па ајварче, ако дојде пипер на цена, ајварче, пинџурче, сос, патлиџани, мариџано, тоа се прави. Jer život je teško, je mnogo nema работа и не се испеќе да купиме. Ако имаш ке напреш, ако не нема. Освен за основните земјоделски продукти за подготовка на зимница, потребни се и други намирници за кои мора да се издвои поголема сума на пари од домашниот буџет. Државниот секретар при Министерството за внатрешни работи Анастасија Илиевска заедно со државниот секретар за европски прашања од Министерството за надворешни работи и меѓународен развој на Франција Арлем Дезир го посетија железничкиот премин Табановце, каде се информираа за состојбата на терен и случувањата со мигрантите. Државниот секретар во Министерството за внатрешни работи Анастасија Илиевска и државниот секретар за европски прашања од Министерството за надворешни работи и меѓународен развој на Франција Арлем Дезир го посетија железничкиот премин Табановце, каде што се информираа за состојбата на мигрантите. Како што рече Илиевска, не постои идеален начин за справување со кризата. Неопходна е регионална и поширока поддршка за надминување на ваквата состојба. Добро е кога останатите европски земји членки на Европска унија ќе се сетат дека Република Македонија се соочува со проблемот на мигрантската криза. Овде не станува збор само хуманост, овде станува збор и за одговорноста што ја имаме сите ние кон мигрантската криза и одговорноста кон националната безбедност и заштита. Не постои идеален начин со кој што во одреден период некој би се справил со оваа криза без соработка на регионално ниво, но секако и на пошироко ниво. Така да помошта која што треба едни на други да си ја даваме и поддршката која што во моментов Република Македонија неопходно и треба е огромна и се надеваме дека Европска унија и членките на државите во Европска унија ќе излезат во пресрет. Фактот дека мигрантите доаѓаат од граница која што Македонија граничи со држава која што е членка во Европска унија и мигрантите доаѓаат од членката која што е во Европска унија, е факт пред кој што не треба да останеме глуви и неми и треба нешто веќе да се преземе, да станеме од масата и да одиме на терен да се справиме со оваа криза со која што се справува цела Европа. Мигрантите во Македонија додаде влегуваат од граница на земја членка на Европската унија и овој факт не треба да се заборави. Затоа треба да се отиде на терен и таму да се превземат конкретни активности за справување со кризата со која се соочува цела Европа. Државниот секретар од Француското Министерство за надворешни работи Дезир укажа на подготвеноста да и се помогне на Македонија во справувањето со овој предизвик. Силуан fait face à une crise migratoire sans précédent. Го посетуваме ова место, односно граничниот премин каде што се наоѓаат голем број на мигранти. Сакам да кажам дека Македонија навистина поминува една тешка криза која што е без преседан и во рамките на Европската унија. Забележуваме луѓе бегалци кои што мажи и жени се обидуваат да избегнат од војната, да избегаат од диктатурата и навистина од таа криза се погодени сите земји од Европската унија и затоа треба целокупната меѓународна заедница да даде одговор, односно треба сите заеднички да се мобилизираме. Потребно е, додаде тој, да се зголеми контролата на границите, бидејќи нема да им се дозволи влез на бегалци кои од економски причини сакаат да ја напуштат својата земја. Тој ја поздрави работата на Високиот комесаријат за бегалци Црвениот крст на Македонија, невладините организации од аспект на солидарноста и хуманоста, апелирајќи дека треба да им се помогне.
Одговарајќи на новинарски прашања, Дезири истакна дека 14 септември е важен датум кога министрите за внатрешни работи на Европската Унија ќе одржат состанок на кој ќе се донесат мерки за соработка и спроведување на мерките кои ќе помогнат на бегалците да им се даде политички азил, но и дека ќе се побара поголема контрола на границите со Европската Унија со цел да се спречи бран на бегалци и поголема контрола на Италија и Грција, бидејќи тука доаѓаат бегалците кои преку Балканот се упатуваат кон Европа. Остануваме на темата мигранти. Во изминатото деноноќе нов бран од мигранти пристигна во Македонија. Со 5 специјални возови околу 3000 мигранти во текот на изминатово деноноќе биле превезени по железнички пат од платформата кај прифатниот камп во Гевгелија до кампот во Табановце. Со 5 специјални возови околу 3000 мигранти во текот на изминатово деноноќе биле превезени по железничкиот пат од платформата кај прифатниот камп во Гевгелија до кампот во Табановце. Утрово на платформата кај кампот на утовар чекаше првиот воз за денеска, а на железничката станица во Гевгелија на повик за превоз на мигранти подготвено чекаат уште 2 воза, информира од железничката станица. Според проценката на УНХЦР, во текот на вчерашниот ден од Гевгелија кон Табановце заминане околу 3500 мигранти, од кои поголемиот дел биле превезувани со воз, а помал дел со автобуси и такси возила. Според нив, работите на терен во прифатниот камп се одвиваат безпрекорно од страна на сите чинители вклучени во справувањето на бегалската криза, а постигнато е високо ниво и во организацијата на транспортот на мигрантите кои веднаш по евидентирањето заминуваат од јужната кон северната граница на Македонија. Учебната година започна и за забавачињата во Кривопланечката детска градинка Детелинка. Освен нив, тука престојуваат и најмалите сместени во јасли и во градинка. Годинава има рекорден број на запишани деца, односно над 400, велат одговорните. Годинава рекорден број на деца се згрижени во трите објекти на детската градинка Детелинка во Крива Паланка. Поради зголемениот интерес од страна на родителите, пријавување и запишување се врши и деновиве, пошто ќе следи периодот на адаптација на дечињата, а потоа и соодветна организација на групите. Директорката Жанита Маџовска информираше дека во моментов купно има над 400 деца, што е рекорден број од формирањето на установата. Бројката што ќе почне ова учебна година во нашата институција, почнувајќи од групите јасли, градинка и полудневен престој или забавиште класично, негде ќе надмине над 410 дечиња. Кај нас, значи, дечињата во детската градинка почнуваат од 9 месеци до 2 години се возрастна категорија што ја викаме јасли, децата престојат во групите јасли. Веднаш во старт морам да кажам дека оваа година бројката во јасли е многу голема. Негде околу 40 деца се пријавени за 2 групи, но проблем е тоа што имаме доста мали дечиња под година и негде од година до година и пол, така да се надминати дел од нормативите, но сепак периодот на адаптација ќе го издржиме за да видиме колку од дечињата ќе останат и дали ќе продолжат да идат. И тој период е малце тежок и за нас вработените во градинката, но и родителите мора да го издржат. Возрастните категории идени група градинка, тоа се дечиња од 3 до 5 години, кои од 2 па до 5 години кои продолжуваат во градинката. Моментално имаме оформено во Сичка мала една група, потоа во средниот објект се 2 групи градинка и 3 групи градинка во објектот што е на излез од нашиот град и се преполни. Расте бројот на забавачиња со целодневен престој, кој се нуди во централниот објект лоциран на главната улица Свети Јоаким Осоговски. Карактеристично за ова година е што забавишните групи исто така се исполнети и надминати нормативите и децата што треба да одат во забавишните групи тие се од 5 до 6 години. Карактеристично за нив е што оваа година по барање на родителите од тие групи нема да бидат полудневен престој, што значи децата нема да престојуваат од 7 до 12, но ќе имат целодневен престој од 7 до 16 часот или пак и покасно во зависност од потребите на родителите. Веќе 2 групи се формирани и постојат услови за уште нешто примање на деца. Ќе се трудиме да ги исполниме нашите обврски спрема родителите и децата, но ќе бараме едно мало трпение од родителите додека да се разделат по групи, да се стрпат и да не има многу индивидуални желби
остварување од страна на родителите. Продолжува со работа и клонот во соседната општина Ранковце, кој работи веќе втора година во просториите на основното училиште Христијан Тодоровски Карпош, каде има околу 20 на деца. Дечињата во детската градинка Детелинка се пречекани во пријатни и чисти услови, а одговорните на почетокот на учебната година им посакаа убав престој и се надеваат на натамошна успешна соработка со родителите. Културно-уметничкото друштво Српски вес од Куманово продолжува со своите активности на домашен и меѓународен план. Членовите неодамна има успешна презентација во Врање, каде со уште неколку друштва од Македонија ја представија државата пред тамошната публика. Од почетокот на годината Српски вес постојано е присутен на разни настапи, било да се дома или надвор. Воедно паралелно течат и уписите на нови членови, кои ќе придонесат за позитивен развој во сите сегменти. Максимовиќ, имате успешно представување на културно-уметничкото друштво Српски вес во Врање. Публиката беше воодушевена од вашиот настап, а да ни кажете конкретно за што стана збор. Минатата недела, односно минатиот понеделник, бевме гости, односно бевме поканети од страна на градоначалникот на Врање господин Зоран Антич и културно-уметничкото друштво Севдах на нивна манифестација која што се одржува 11 години поред и која што трае една недела. Односно таа манифестација представува збир на култура, на традиција и на забава, каде што наставивме со нашите пчински игри и каде што присуствуваа повеќе културно-уметнички друштва. Од Македонија исто така присуствуваше културно-уметничко друштво од Велес Вила Зора, потоа од Србија од Алексинац културно-уметничкото друштво Вакуп и градското културно-уметничко друштво од Врање. Најпрвин бевме поканети на свечен пријам кај градоначалникот, каде што тој ни изрази благодарност за присуството на поканата. Потоа имавме едно мало символично предавање на подароци, исто така и разговаравме за понатамошна соработка, за подпишување на меморандум за понатамошна соработка. Кај приемот исто така беа присутни сите културно-уметнички друштва кои претходно ги споменав. Со што се вие представите пред публиката во Врање? Ние се представиме со пчински игри и бевме супер прифатени од публиката, така да и подоцна исто така од културно-уметничкото друштво Севдак ни паратија покана да присуствуваме сега во недела на нивната свечана академија која што одржуваат 60 години по повод нивното постоење, каде што ќе присуствува нашето раководство. Воедно паралелно тече и уписот на нови членови, што на некој начин представува избогатување на вашето членство. Да, иако нашето културно-уметничко друштво брои околу 100 члена, сепак и ова година отвораме повик за упис на нови членови од 7 па до 27 години. Уписот може да се изврши секој ден и тоа понеделник, среда и петок во Центарот на култура Трајко Прокопиев, каде што ги извршуваме нашите проби од 19 од 21 часот, а исто така може и секој ден во канцелариите на Српската заедница во комитетот. И уписот тука може да се одржи од 10 до 14 часот и од 18 до 20 часот. Исто така да споменам во врска со гостувањето во Врање, ние ги поканивме културно-уметничкото друштво Севдах да бидат гости на годишниот концерт кој ќе го одржиме при крајот на октомври, каде што ќе присуствуваат и други гости од Србија и од државата. До крајот на годината вашата агенда е максимално исполнета со безбројни настани, па да ни кажете што може да се очекува од вас до крајот на 2015 година. Да, имаме доста настапи. Најбитно за сега е да го одржиме годишниот концерт кој ќе се одржи втора година поред, каде ќе го одбележиме 2-годишното постоење и за подоцна имаме исто така најавено и некои други турнеи надвор од државата, а исто така да споменам дека на почетокот на август членовите на културно-уметничко друштво Српски вес од Старо Ногоричане беа гости на соборот во Света Петка во Младо Ногоричане, каде што премиерно ги презентираа ноштите кои што се изработени од тамошните жени, односно од нашата работилница отворена во Старо Ногоричане, која што ќе изработува ношни за членовите на културно-уметничкото друштво.
Деновиве привршуваат годинешните археолошки истражувања на локалитетот Мал Камлеш кај соседната општина Ранковце. Проект предвиден во програмата за заштита на културното наследство на Министерството за култура. Екипи на археолози под покровителство на Кривопаланичкиот градски музеј во изминатите десетина дина ги истражуваа правците на протегање и контурите на артефактите од неолитското време, лоцирани на локалитетот Мал Камлеч во околината на општина Ранковце. Пронајдоците од годинешните истражувања, пред се керамичките наоди и делови од архитектура од праисторијата се од особено значење за Североисточна Македонија, вели еден од најпризнатите македонски археолози Цоне Крстевски, инаку роден кривопаланчанец, кој редовно се вклучува во ваквите активности. Дојдовме на локалитет кој беше практично, да се изразам, нападнат од диви копања и како превентивна заштита направивме првични истражувања, односно детерминирање на она што го ископале дивите копања. Од 11 копања, дупки, така да ги наречеме, најдовме само 3 гроба. Гробовите во прво време, при увидот, колегата Мицовски кога бил, мислеше и најави дека може би се работи за Желнодолска некропола, што ќе беше пар екселанс за североисточниот дел на Македонија. Дел од локалитетот Мал Камлеш, каде што се наоѓаме, е ова исечен. Се работи за еден неолитски локалитет, најсевероисточен во Источна Македонија, многу значаен за просториите во конкретниот случај за праисторијата, затоа што североисточниот дел на денешните граници на Македонија ретко каде во целиот тој потез, да го кажеме од Берово, Сево, го има овој неолитски материјал и фрагменти од керамика. Подвижниот археолошки материјал што досега е ископан на овој археолошки локалитет, набрзо ќе почне да се процесуира на пат кон својата дестинација, витрините во Кривопаланичкиот музеј. Иницијативата произлезе од нашиот археолог Милан Митовски, кој што по својата стручност археолошка се ги поврзува, односно ги проучува праисториските и неолитските локалитети. Негов беше предлог проектот и апликацијата која што беше конкурирана до Министерството за култура. Ова година бевме успешни, то и на овој локалитет и на локалитетот Градиште во село Градец, и останува систематизацијата на материјалот во музеот. Тоа е процес кој што трае повеќе месеци за разлика од истражувањата, и најважно од све е конзервацијата. Конзервацијата на материјалот кој што веќе 2-3 години го истражуваме и го ископавме од локалитетите ни е приоритет, и еве сега во септември месец ќе истористиме можноста да конкурираме пред Министерството за култура за средства за конзервација. Општина Ранковце може да се пофали со повеќе археолошки наоѓалишта, вели градоначалникот Момчело Алексовски, со надеж ископаните артефакти да го најдат местото во сопствена галерија во општината. Јас сум презадоволен што во наша општина се наоѓаат повеќе локалитети за археолошко истражување. Мислам дека сме задоволни сите. Голем успех е на археологот Крстевски, кој се залагаше за повеќе за овој терен и овој локалитет да се испитува. Мислам дека не е грешка ништо. Сепак се убави работи. Мислам дека и тој рече и камерот си тежи на местото, така што овде општинава е богата со многу археолошки наоѓалишта, имаме уште неиспитани повеќе, и би требало некоја збирка или нешто се направи општинава да ги задржи своите, да не одат во Крива Паланка, да не одат во Крива Паланка. Археолошки ископувања веќе неколку години наназад се реализираат и во локалитетот Градиште во село Градец. Како што информира општина Куманово на официјалната веб страна, од 1 септември приемот со странки во секторот за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина и природата од Делинија за урбанизам ќе се врши по нов распоред. Имено, сите заинтересирани странки ќе може да се обратат до секторот во текот на целата недела, односно во понеделник, среда и петок. Приемот ќе се врши од 8 до 11 часот, додека во вторник и четврток од 8 до 16 часот. Министерството за здравство прогласи портокалова фаза и препораки до граѓаните. Делови од јужниот дел на земјава ќе бидат опфатени со високи температури невообичаени за овој период од годината. Здравствените лица препорачуваат да се почитуваат општите препораки за заштита од топлото време, а доколку граѓаните имаат потреба, помош да добијат и на пунктовите ширум земјава.
Во јужновардарскиот регион се предвидуваат температури повисоки од вообичаените за овој период од годината. Останатите региони ќе бидат зафатени со температури од жолта, односно алертна фаза. Во регионот кој денеска ќе биде зафатен со портокалова фаза, Штип, Радовиш, Кавадарци, Демир Капија, Струмица и Гевгелија, Министерството за здравство препорачува да не се одржуваат спортски активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, а особено се препорачува на установите за згрижување на децата да не ги изнесуваат децата на отворено и да не практикуваат физичка активност во овој период. Граѓаните од цела држава потребно е да ги почитуваат општите препораки за заштита од високите температури, како што се заштита од директна сончева изложеност, избегнување престој на отворено во периодот од 11 до 17 часот, носење светла и лесна облека, консумирање лесна храна и течности, хигиена на раце и хигиенски начин на подготовка на храната и редовно земање на терапијата кај хронично болните лица. Поради високите температури и зголемената можност за појава на труење со храна и цревни заразни заболувања, се препорачува задолжително мење на земјоделско-градинарските производи пред нивна употреба, како и термичка подготовка на храната и незино консумирање во многу куј срок по подготовката. Подсетуваме дека во текот на летниот период во сите градови низ државата се поставени пунктови за превентивни препораки и совети за заштита од високите температури. Пунктовите функционираат секој ден во период од 18:30 до 21:30 часот. На пунктовите се врши мерење на крвен притисок и се даваат совети за превенција од топлото време и за здрав начин на живот. Македонските граѓани најмногу користат лекови за смирување за срце и за висок притисок. На листата меѓу 10 најчесто користени се и лековите за регулирање на шеќерот во крвта, како и намалувањето на маснотиите, покажува последната анализа на Фондот за здравствено осигурување. Како што истакна денеска на пресконференција директорот Сашо Стефановски, поради ваквата состојба покрај обезбедувањето доволна количина лекови, нивна достапност и рационално користење, приоритет на фондот ќе биде едукација на граѓаните преку работа со матичните лекари и другите надлежни за превентивно делување и навремено откривање на болестите што би требало да го намали користењето на лековите. Според Стефановски, со зголемувањето на буџетот за лековите од позитивната листа, цените се намалија и се зголеми бројот на лековите достапни за граѓаните. Годинава според бројот на реализирани рецепти, искористеноста на лековите пораснала за 10,4%, а исплатени се 7,9% повеќе пари. Осигурениците лековите од позитивната листа може да ги подигнат во 767 аптеки на територија на цела Република Македонија, од кои нови се 61 аптекарска станица, 5 подвижни и 3 рурални аптеки, што е нов проект на владата за поголема достапност на лековите во руралните подрачја. За таа намена зголемен е буџетот за лекови кој историски е најголем од основањето на фондот и изнесува 2,46 милиарди денари, напомена Стефановски. Железничката во Будимпешта ги отвори вратите за мигрантите. Голема воена парада во Пекинг, представено ново оружје. УНИЦЕФ соопшти дека над 13 милиони деца не одат на училиште поради конфликтите на Блискиот Исток и Северна Африка. Свето денеска. По 2 дена, меѓународната железничка станица Келети во Будимпешта ги отвори вратите за илјадниците мигранти. Бегалците од земјите зафатени од војната, Сирија, Авганистан, Еритеја и други држави од Блискиот Исток со трчање влегуваат во вагоните. Камерите и фотоапаратите регистрираат како луѓето панично бараат место, влегувајќи дури и преку прозорците на возовите. Но нивните надежи се целосно скршени, како што самите велат, по објавата на унгарската железница дека ниеден воз поради безбедносни причини нема да се упади кон Западна Европа. До синоќа мигрантите во шатори ноќеваа во преминот под Келети, а во текот на деновите со протести го изразуваа незадоволството од нечовечкиот однос кон нив. Кинескиот претседател Кси Џинпинг ја поздрави во четврток победата од 1945 година против Јапонија, која овозможила од Кина да се создаде голема светска земја, означувајќи го почетокот на големата воена парада. Големата победа во војната против Јапонија ја направи Кина светска земја, рече Џинпинг од плоштадот Тијанмен во Пекинг и најави намалување на Народната ослободителна армија. Кина никогаш нема да бара надмоќ ниту ширење, никогаш нема да наметнува трагично страдање на другите нации, рече кинескиот претседател пред смотрата на кинеските воени единици.
Тој најави намалување на бројот на кинеските војници за 300.000. Проценките се дека Народното ослободителната војска денеска брои 2,3 милиони припадници, а и во минатото таа беше значително намалувана во замена за модернизацијата и значителното зголемување на буџетот. Околу 12.000 војници и 500 возила во четврток учествуваат во големата воена парада во која се вклучени и 200 авиони и хеликоптери. На парадата за прв пат се изложени и десетина нови балистички ракети ДФ-21Д, наречени убици на носачи на авиони. Ова ново оружје последните години предизвикува бројни шпекулации во воените кругови околу неговата способност да го кодифицира односот на силите во Тихиот океан. На 13 милиони деца не одат на училиште поради конфликтите на Блискиот Исток и Северна Африка, што ги уништува нивните надежи и иднина, предупреди Детскиот фонд на Обединетите нации УНИЦЕФ. Извештајот на УНИЦЕФ Образование под оган ги искажува последиците од насилството за учениците во 8 држави плюс палестинските територии, пренесува МИА. Околу 13,7 од вкупно 34 милиони деца не одат на училиште во Сирија, Ирак, Јемен, Либија и Судан, што е вкупно 40% од децата во овие 5 држави. Речиси 9000 училишта во овие земји не се користат за својата намена, бидејќи се уништени, претворени во засолништа или под контрола на вооружени групи. УНИЦЕФ досега има обезбедено 140 милиони долари или 40% од сумата потребна за обезбедување на образование на раселените сиријци. Македонската фудбалска репрезентација се најде на 104-то место на ранг листата на ФИФА за септември, што е едно скалело подолу од минутомесечниот пласман. Нашата најдобра фудбалска селекција со 311 бодови се најде на 104-то место, што е за една позиција послаба во однос на претходното рангирање. Најдобро рангирана селекција нашата квалификациона група за пласман на Европското првенство е Шпанија, која е на 11-то место, следува лидерот во групата и селекција која обезбеди пласман на континенталниот собир, Словачка која е на 15-то место, Украина е 29-та, Белорусија е 97-та, а Луксембург, на кој му гостуваме на 5 септември, се наоѓа на 141-то место на ФИФА листата. Најдобро рангирана е Аргентина, следуваат Белгија и Германија, четврта е Колумбија, Бразил е на 5-то место, а десетката е заокружуваат Португалија, Романија, Чиле, Велс и Англија. Во вестите од меѓународната спортска сцена за денеска донесуваме. Богатиот собственик на Интер Тохиро, тренерот Манчини во оваа сезона очекува да оствари успешни резултати. Екипата на Ливерпул го заокружи преодниот рок со ангажирање на 18-годишниот бразилец Ален де Соуза. Селекторот на германската кошаркарска селекција Крис Флеминг објави конечниот список за предстојното европско првенство. Председателот на Интер Ерик Тохир испрати предупредување до тренерот Манчини дека Интер оваа сезона мора да обезбеди најмалку пласман во Лигата на шампиони. Пред почетокот на сезоната Манчини доби јасна подршка од собственикот и покрај големите критики во јавноста, но со пораката јасно му ставил до знаење дека оваа сезона амбициите мора да бидат остварени. Во летниот преоден рок клубот се засили со неколку звучни имиња, меѓу кои Јоветич, Монтоја, Кондогбија, Миранда и Мурилјо, а воедно беа потрошени многу пари на овие засилувања. Во првите две кола Интер успеа да оствари 2 победи во домашното првенство, па за сега се оди според планот. Дали Манчини ќе успее да ги оствари битувањата пред собственикот, ќе се види на крајот на сезоната, доколку пред време не биде отпуштен. Алан Родригес де Соуза е осмото засилување на Ливерпул во новата сезона, а трансферот го потврди од неговиот клуб Интернационал. Овој 18-годишен талентиран фудбалер ќе го чини Ливерпул 1 милион евра, а договорот со бразилскиот клуб беше официализиран во последните мигови од периодниот рок. Сепак, младиот бразилец ќе мора да замине на 6-месечна позајмица во Финска, а во јануари според планот ќе се врати во Ливерпул. Во овој преоден рок Ливерпул потроши многу пари за ангажирањето на Бентеке, Милнер, Фирминио, Клайн, Гомес, Богдан и Инкс и Алан, додека клубот го напуштија дури 12 фудбалери.
Искусниот Дирк Новицки, еден од најдобрите странци во НБА лигата на сите времења, ќе ги предводи панцирите на Евробаскетот. Селекторот на кошаркарската репрезентација на Германија, Крис Флеминг, го одреди конечниот состав за првенството на Европа од 5 до 20 септември, кое заеднички ќе го организираат со Франција, Хрватска и Летонија. Националниот тим го предводи легендарниот 37 годишен кошаркар Дирк Новицки. На престојниот Евробаскет Германија како домаќин ќе игра во исклучително тешката група Б во Берлин со Србија, Шпанија, Италија, Турција и со Исланд. Јужниот дел од земјава зафатен со високи температури. А какво време ќе има североисточниот регион, повеќе од Метео? Го следевте третиот дневник на К3. Останете со нашата програма и имајте пријатна вечер.